Директорската функција во Управата за безбедност и контраразузнавање Владимир Атанасовски ја наследи од Љупчо Андоновски во септември 2016 година. За шеф на тајната полиција Атанасовски беше предложен од тогашната власт. За Атанасовски нема многу информации. Завршил на економскиот факултет во 2008 година. По дипломирањето на 26 години го добива првото работно место во тогашната Управа за спречување перење пари. Бил и советник за меѓународна соработка. 4 години подоцна во 2010-та седнува на шефовската фотелја во Управата за финансиско разузнавање, каде директорува 6 години. Тогашната власт потенцираше дека Атанасовски покажувал квалитетни резултати со финансиското разузнавање, сметајќи дека ќе покаже професионалност како директор на УБК. Наредниот месец по преземањето на шефовската фотелја во тајната полиција, Владимир Атанасовски ја спречи специјалната јавна обвинителка Катица Јанева да изврши увид во УБК. Ние нема да си одиме, додека не постапиме целосно по судските наредби. Колку обвинители ќе останат вечера во Ние значи имаме целосна покриеност со дежурства на истражители, обвинители. Денес добивме наредба од Основниот суд Скопје 1 Скопје, која што е добиена по повод наше барање, за да ни бидат доставени сите податоци за броевите кои што биле маркирани. Во таа наредба представникот од операторот не може да гарантира, не може да ги оддели фактички активните од досегашните завршени примери. За Атанасовски јавноста се сеќава кога не го пушташе СЈО за да ги земе броевите со судски налог од УБК. За 2 дена подоцна Јанева да биде примена во управата од тогашниот технички министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, но повторно со попреки. 2 години подоцна името на Владимир Атанасовски повторно одекна во јавноста. На судењето за собраниските инциденти од обвинетите беше споменат како еден од организаторите за крвавиот четврток, а прв оперативец му бил еден од обвинетите за кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста Александар Василевски Нинџа. Информациите од судница беа мотив за обвинителството за организиран криминал и корупција да бара за Атанасовски притвор, а поранешниот шеф на тајната полиција Владимир Атанасовски доцна вечерта влезе зад решетки во скопскиот истражен затвор Шутка.